Почитувани слушатели, тоа беше Фиден Катанаско со најновите вести од Република Македонија. А ние на телефон ќе разговараме со председателот на Македонска Зора, кој се организатор и на мирниот протест во Скопје пред грчката амбасада на 9 април во 20 часот навечер, стоп на грчкиот фашизам. Почитувани слушатели, денес разговор водиме со Владо Чолак, председател на Македонска Зора, здружение кое го сочинуваат македонците од егејскиот дел на Македонија. Инаку ние, господинот Чолак, го побаравме заради најавените мирни протести пред грчкиот конзулат, заради фашизоидните изјави на грчката војска пред неколку недели, кога на парадата, на денот на националниот ден на Грција, на парадата побара од македонскиот народ, од кожата на македонскиот народ да направат чевли, мантили и така натаму. Владо, добар ден на вас и Христос воскресе. Ваистина воскресе, господине Перин. Поздрав до сите слушатели од Владко Чолак, председател на Македонска Зора и член на координативното тело на коалицијата МАНАПО. Како што знаете, коалицијата МАНАПО е коалиција на македонските национално-патриотски организации. Како што претходно најавивте, јас да ви известам за протестот, што го организираме во Скопје на 9 април пред грчкиот конзулат од 20 часот. Исто така заборев да ги поздравам, да поздравам вашето радио Triple Z и радио Лав од Охрид и сите охриджени македонци во Австралија. Значи, ги известуваме сите граѓани дека коалицијата на македонските национално-патриотски организации, огорчени и вџашени од фашистичкиот марш на грчката војска во Атина на денот на независноста на Грција, кој не е изолиран случај, туку системска реприза која се случува на денот на два марша националистички во Грција, тоа е денот на независноста и денот на грчкото не на Метаксас во Солун. И на двата марша они најавуваат дека ќе ги уништат Скопјано, Вулгарос, Македоно, Вулгарос, Албаникос, Туркикос, ме разбирате. Значи упатуваат на војни маршеви, сериозни закани, војни закани. Затоа коалицијата МАНАПО ќе одржи мирен протест пред грчкиот конзулат во Скопје 5-9 април 2010 година од 20 часот под мотото "Стоп на грчкиот фашизам". Протестот до грчката влада и војска ќе упати барања за официјално извинување кон македонскиот, албанскиот и турскиот народ, второто барање е откажување од сите притисоци за трајна промена на името на нашата татковина Република Македонија. Третото барање е признавање и почитување на правата на сите етнички малцинства во Грција. Значи, збориме за сите етнички малцинства, бараме признавање и почитување. Исто така бараме почитување на одлуката од Страсбург, која што, знаете, Европскиот парламент ја изгласа за Грција да ги признае етничките малцинства. Тоа беше на почетокот на март. Четвртото наше барење, което е константно на сите протести што ги организираме, враќање на граѓанските имотите и наследните права на насилно прогонетите од Грција после Балканските војни 12-13 и после протерувањето 25 и нормално и после граѓанската војна, враќање на имотите на сите протерени после граѓанската и за време граѓанската војна 46-49. Исто така, да, имам јас едно лично барање како председател на Македонска Зора, а тоа е до премиерот Груевски. Барам лично да ги разреши сите функционери кои се за трајна промена на името на Република Македонија. Затоа што постојат големи гласини во Скопје дека многу функционери се за прифаќање на голем број на префикс од Северна Македонија и барам лично премиерот да ги разреши сите тие функционери. И голем дел граѓани тоа го бара. Кажете ми, Владо... Така, да, повелете. МАНАПО апелира на масовно присуство на протестот и се оградува од провокации по туѓи животи и имоти спротивни на законот.
Протестот ќе се биде легален, ќе се биде организиран од ќе присуствуваат околу 20 здруженија и организации. Ако сакате, можам да кажам кои се до сега не повелете. Значи, дел од коалицијата МАНАПО се. Поголемиот дел се младински организации и здруженија. Значи, избориме Здружение Македонска зора од Скопје и од кое е најголемо егејско здружение и во Егејска и во Република Македонија со најмногу огранаци. Понатаму Здружение Христо Зунов од Охрид, поздрав до сите охриѓани, поздрав до Никола Шишковски. Понатака Здружението Илинден од Тирана, Македонско братство, Бела гарда од Скопје, Сариса од Битола. Набрзо ни се издружуваат уште други организации, но правиме да се најдеме по нашиот договор, за да имаме еден взаемен договор. Понатака ќе присуствуваат и од многу навијачки групи од Скопје, од Македонија, од партии најавија присуство, од помладоци најавија присуство, не ќе сега да ги именувам. Добро, дали достоинство и Ѓорѓи Доневски ќе присуствуваат?